паднав. Абе, ајде па ти Па, како паѓање? Вите, 8, викам, супер, отлично, викам, супер, не менјаме. Викам, ме Не. праша, како мене што ме праша. Ти ќе полагаш ке? Сите, не, ај викам, да. Да. Ај, не знам зашто кажав, да, само еднаш ќе прочитав книгата. Не, битно и И 10. деветка. Тоа. Може да почнеме, па добро. Да? Да, Па ајде. ајде. Ти имаш почнато како наставничка? Да. Или, не, добро, наставничка и сега од формално во неформално образование имаш многу луѓе, mindfulness coach, NLP coach. И што ли Се уште имам, не? Да. Така да дали може да почнеме од некаде, ве ти ќе ми ја дадеш таа хронологија, како почна нели како наставничка и после како се тоа донесе до тоа што си денес. Како наставничка почнав уште пред едно 30 на години. Љубовта кон децата, љубовта кон тинеџерите и како би можела јас да помогнам на родителите беше водечка, што дури кога студирав, буквално мене солзи ми течеа додека учев. Толку што ја сакав професијата, значи тоа е уживање во тоа што го учиш. За потоа да го спроведам тоа во пракса и 21 година бев оделенски наставник. Работев како оделенски наставник, работата многу ја сакав, децата пред се многу ги сакав. Работата со родителите и попатно во текот на тој систем мој и пат во мојата кариера, да речеме, забележував дека родителите и децата многу често се среќаваат со проблеми кои што системот и програмите во формалното образование не ги решаваат. Токму тоа ми беше онака како еден инпут и една иницијална каписла за да направам нешто повеќе. Магистратурата во меѓувреме ја одбранив на тема образовните емисии, турските серии и истражував доста на тоа поле. Чисто да видиме со едукативните програми и образовните програми каде се нашите медиуми. И како магистер на комуникација и медиуми, мислев дека и таму нешто ќе успеам да променам, но поентата беше дека ако промената почне од тебе, ќе почнеш да ги менуваш и средината и луѓето, односно твоето обкружување. Едноставно ќе почне да се менува. И така почна патешествието со говорништвото и со тренер за личен развој, односно life coach. За потоа да дојде NLP, NLP практишенер, мастер, тренер, за потоа веќе во странство да ги завршувам обуките за NLP тренер исклучиво за млади и родители и едукатори, на кои сметам дека има навистина потребна таква обука, затоа што наставниците, професорите и сите што се да речеме во сферата на едукацијата на децата треба првенствено да се разберат себе и да научат како да ја доближат сопствената комуникација заедно со децата за да ги разберат, да го мотивираат да учи детето, да им биде забавно учењето. Денес имав едно девојче со кое учевме песничката ја научивме од 3 строфи, да речеме ја научивме за 3 минути и таа се смееше и ја меморираше безпрекорно. Значи за 3 минути на забавен начин успеа да научи нешто навистина. Може би обемно, може би не, но успеавме да го совладаме. За потоа веќе и mindfulness да го испрактикувам и да станам тренер за mindfulness и basic психокоуч на институтот во Берлин. И сега сум во моментов на психосоматика, таму сум. Дел сум од тој институт. Тоа звучи многу преако, особено за мене. Спомена проблеми кај родителите и децата во текот на формалното образование. Кои беа конкретните проблеми, некои примери кои што сигурно и ден денеска ги има? Апсолутно. Значи, во формалното образование и системот, програмата е наменета на интелектуалниот, насочена на интелектуалниот развој на детето. И децата кога поаѓаат во училиште се мери IQ. Меѓутоа, некако емоционалниот коефициент на интелигенција и социјалниот од многуте коефициенти на интелигенцијата некако затајуваат. За да биде комплетна една личност, се потребни да ги има барем овие 3 сегменти на едно навистина добро, ајде да кажам, задоволително ниво.
Што се случува? Се случува да деца кои што навистина одлично совладуваат материјал, учат феноменално, постигнуваат врвни резултати, се губат во средината во која што учат. Тука се јавува булингот, тука се јавува задевањето, затоа што не знае детето, единката, да се справи со одредена ситуација од низиното окружување. Затоа што секој доаѓа од различни средини, семејството е примарната средина на развојот на детето, тука настануваат сите наши навики на однесување или образци, тука настануваат сите наши уверувања, односно верувања со кои што ние се движиме во животот. Воспитанието, за потоа, нели тука е само единката. Во средина се среќаваат 30 до 32, две единки. Тоа се 32 различни начини на воспитување. И секој треба да се прилагоди. И тука се јавуваше таа проблематика, например, да детето не може да се снајде во одредена средина, некој има потешкоти со учењето, па доаѓа до исмевање ако нешто не може да каже, ако пелтечи детето, например, доаѓа до исмевање затоа што не може нешто да каже. Че сето тоа влијаеше на развојот на индивидуата, на детето, а родителите не знаат да се справат. И сето тоа, значи, со индивидуални разговори со родителите на вон наставни, значи надвор од часовите, наставата е таа, мора да ја реализира наставникот програма за тие 40 минути и надвор од тоа не може, оди час за час и некако се занемарува токму тој дел. Иако беше и се уште е, мислам, животни вештини како предмет воведена програма, сметам дека многу, да речам, ретко се работи на тие животни вештини, а не обвинувам никого. Напротив, поддршка сум со самото тоа што го работам се во ова и може да дојдат на тренинзите слободно. Едноставно немаат време, а и самите наставници можеби не знаат доволно како со сето тоа да се справат. Можеби им требаат и дополнителни. Па јас тука сметам дека не е само нели до вас професорите, бидејќи многу е ограничено една енергијата нели на самиот час, вие треба предадете, треба професорите, наставниците да предадат и подоа дополнително да имаат енергија да имаат еден на еден консултации, разговори со родителите, за да може сите тие 32 ученици, а кај се наставниците во средно што имаат над 30 ученици, и тоа е една каша попари. Сега кога би споредувале, не знам, Македонија со Шведска или со некоја друга земја, мислам дека само енергијата би ја црпеле додека тоа не се стави во стратегија, во национална или државна стратегија која што понатака навистина би била имплементирана. Напразно ќе зборуваме. И сега доаѓаме до НЛП. Секогаш кога зборувам за НЛП, кај мене сите се што е тоа НЛП. Сега што е тоа НЛП? Што е тоа НЛП? НЛП е скратеница, во суштина акроним од невролингвистичко програмирање. Што тоа точно значи? Јас многу често сакам да кажам, тоа е наука за личен просперитет, наука која што се занимава со личниот развој, односно се поаѓа од нашата мисла. И во нашиот нервен систем, по пат на нашите синапси и невротрансмитери се пренесуваат сите оние мислата во зависност од тоа што ќе предизвика кај нас, ние ја вербализираме. И тоа вербализирање наше, односно таа лингвистика со која прво себе си се обраќаме, создава одредени верувања. Во нешто дали веруваме или не веруваме. И на тој начин ние се програмираме да живееме во нашето секојдневие по некои наши навики. Тоа е онака пластично објаснето. Да. Преку тие невротрансмитери во суштина ни се пренесуваат сите информации во нашето тело и насекаде околу нас. На тој начин ние ги доживуваме и преживуваме сите информации на, сакате, на физичко ниво, на емоционално или на ментално ниво. И како тоа, што се случува во едно секојдневие? Што би било тоа во пракса? Во пракса, например, би било дека, наутро се будиме, стануваме и кога стануваме, веднаш
на што помислуваме? Дека треба да миеме заби. И како? И веднаш отиме, нели, мислата е таа, леле сега треба да се спремаме, ете го вокабуларот кој што го Да. користиме лингвистички, како ги пренесуваме тие информации првично на себе. Одиме миеме заби, нели, и леле сега доаѓа мисла, сега треба да се спремам во училиште. Значи, тука е вордингот, вокабуларот наш, лингвистички си се обраќаме и сега, ако ви се часовите, да речеме, некои што ги сакате, што ви се окей, а супер, денес добро ќе си поминам, значи мисла, збор, и одиме на, јас сум во добра состојба. И така си се програмирам за денот. Ако имам тест, се носам во една состојба, нели, си вршат работа преносителите на нашите информации во нашето тело, нашите емоции, не сум добро, се стресирам, што ви рекле вие младите, и одам под стрес на тест. Тоа ни се случува и, да речеме, кога децата добиваат тест уште од најмала возраст, уме тоа да представува стрес за нив. Како? Така што прво родителите се тие што се стресуваат за тестот, затоа што си носиме верувања и навики од нашето детство. Дека секој тест ни представувал стрес, затоа што треба да не оценат, треба да го оценат нашето знаење, нели? И родителот прво го подготвува детето во стрес дека мора да знае за тестот, детето си го превзема образецот и верува дека тестот е стресен. И на тој начин, значи, родителот што му збора, ајде учи, еве лингвистиката, мора да знаеш и така натаму, детето си се програмира едноставно дека при секој стрес му се јавува аларм. Знаете како на Маслов кај кучето експериментот, што е при звоното па се лачи плунка и тука, тоа е тригер, значи си се јавува лоп стрес дека правам тест. И детето кога ќе му кажете имаме тест, истина, реагира. И тоа е во суштина невролингвистичкото програмирање, затоа што тоа е една методологија која што се во ова го има проучувано. И тоа е методологија која што се занимава првенствено со начинот на комуникација, затоа што ние поаѓаме од мислата, па потоа си комуницираме самите со себе. Знаеме да се осудуваме, да се критикуваме или да се фалиме за некој работа. И врз основа на тие истражувања што ги вршеле, посебно кај успешните луѓе, како доаѓаат, како тие влијаат на средината, за да имаат успеси, да постигнуваат успеси. Кој е нивниот ментален склоп? Што тие мислат, што тие на себе си зборуваат, како ги менуваат навиките во нивна корист. Значи, навиките едноставно да им служат, да бидат во нивна служба, условно кажано, за да постигнуваат врвни резултати. Моделирајќи ги тие модели на однесување се имплементирани, значи во НЛП-то, и ние ги пренесуваме на студентите кои што се кај нас. Супер, до кај сме со НЛП-то во Македонија? Тоа знам дека е пораширено сигурно во Србија така. И понатака. Ама до кај сме ние тука во споредба со не само со Србија, општо со Балканот, со светот? Дали е таму поразвиено или е, бидејќи за НЛП скоро многу малку знаат. Се повеќе го разоткриват, меѓутоа се уште мал дел на луѓе знаат за него. Така, НЛП го користат најчесто во бизнисот и кај нас има, значи, НЛП центри кои што се занимаваат со бизнис психологија, има, значи, НЛП онака само стрейт, што ви рекле, чисто НЛП на класично, каде што се изучува комуникацијата, што е на основата на НЛП-то. НЛП за млади, тука сум единствена јас која што го имам, барем сега за сега донесено, зборувам единствена, неблагодарно е можеби да кажам, но сертифицирана и лиценцирана од Србија. Значи во Србија навистина се практикува сето тоа, тие 10 години работат НЛП за млади центарот што е. Тоа е програма по која што се работи во странство, има дури и франшизен систем во Лондон, да, кои што работат со НЛП. НЛП се користи како НЛП терапија, каде што навистина дава врвни резултати со само еден коучинг средба, да речеме, со примена на НЛП терапијата постигнуваат врвни резултати кај тинеџерите, кај децата. Затоа што тука јас кога почнав да ја модифицирам мојата програма, ти благодарам мамо и тато, јас успеав, каде што имплементирав алатки од НЛП-то,
малку наидов као на еден скептицизам, као како можеш тоа да го имплементираш, луѓе, ние сите сме живи, значи јас сум сведок, јас сум живеела по НЛП и точно знам како сум го освестила сето тоа кај себе, уште во 7 оделение од мојот раст и развој, да, сега ми е јасно затоа што трагав што е тоа што јас успевав. Значи јас по пат на визуализација успевав точно да го знам одговорот на одредено прашање, точно да знам што ќе ме праша, да се замислам себе како го одговарам и секој еден од нас ако се осврне ќе види дека тоа му се случило. Значи тоа не знам топла вода. Тоа е нешто што наше секојдневие, само поентата е што несвесно поминуваме низ тоа и во моменти кога ни е потребно, не знаеме да дојдеме до тоа. И НЛП-то за млади, ова што јас го работам, точно не учи како таму да дојдеме кај таа млада личност. И затоа, велам, во странство ги поминав сите едукации, и кога може некој друг, тоа е основна аксиома во НЛП-то, можем и јас. Така што греота е да некој друг оди напред, ние знаеме многу често да се споредуваме и да кажеме сите други се подобри од нас, ние види кај сме. Знаете како системот сам не постои, ние го правиме системот. Така да, личноста, ако стреми кон развој, ако стреми кон напредок, тогаш и системот ќе биде окей. Ние сме самите систем за себе. Значи, колку првенствено јас се грижам за мојот систем, почнувајќи од систем на вредности, систем на телесно, како се чувствувам, колку јас го слушам моето тело, што тоа мене ми кажува. Колку ние сме влегле во таа проблематика, за потоа да зборуваме, а камоли да вперуваме прст и да судиме за некој други. Дајте, луѓе, прво дворот наш да си го средиме, па потоа да зборуваме за другите. Буквално. И во ред понекогаш и да се споредуваме со другите држави, меѓутоа со по-добро, поквалитетни држави од нас, да земаме од нив, бидејќи цело време е само тоа. И дали мене многу ме интересира која е на пример твојата најголема цел што си ја имаш така остварено од НЛП-то, применувајќи НЛП, и кој е на пример твој некој клиент сигурно имаш, што ти е така, не мора да споменувам име, едноставно успел во нешто и ти е навистина драго за тоа и си горда на сето тоа. Дали има уопште некој таков? Прво за тебе, па. Има таков и јас значи секојдневно веќе на несвесно ниво го работам тоа. Така што постојано си ги реализирам работите онака како што ги замислувам. Има работи кои што никогаш не се отвараат, значи не може, сме целеле кон нешто, сме имале некоја цел, и има случаи кога не можеме да ги оствариме во моментот кога сме зацртале, например. Меѓутоа, кога е целта во прашање или е таа преголема, или не дошло време. Знаете како кај пеперутката, ако куклата кога ќе почне да се отвара, и ако почнеме ние со сила да ја отвараме и да ги шириме крилата на пеперутката, таа никогаш нема да пролета, да речам. И затоа можеби не дошло време. И тоа е тоа што во НЛП-то, например, исто така помага, што токму е тоа поентата, значи сега не е време за тоа. Имаме разбирање, знаеме, умееме да се разбереме ние самите, дека е потребно нешто, значи на што сега да се насочам. Исто така, исто примена на НЛП, кога нешто, например, целам, еве за себе, целам, а не ми дава резултат. Значи не можеме ние, или ми се создава друг проблем, не можеме ние со истата енергија да го решаваме тој проблем. Значи мора да смениме нешто за да добиеме поинаков резултат. И менувам одредени постапки, одредени чекори и добивам веќе поинаков резултат. Исто така што е интересно е што и кога некогаш не можам да ја остварам целта, е повторно аксиомата во НЛП-то, успех не постои, туку постои само повратна информација или резултат. И сега јас во моментов, ако не ми се допаѓа резултатот, или фидбекот сега што сум го добила, чекајте бе луѓе, дајте, значи не е тоа неуспех ако не оствариш цел. Не е неуспех.
Напротив, исто има тестови кај младите, кај тинеџерите, на испити кај младите, значи не е неуспех. Ако си паднал на испит или ако си добил единица на тест, двојка или подолу од очекуваниот резултат, нема неуспех, нема грешки. Значи, точно тоа требало да се случи за да ме научи што да превземам за да го добијам резултатот кој го посакувам. И тоа е таа мотивација што не води. И токму тоа и мене ме води, и ден денес ме води, и затоа сум тука каде што сум на овој пат, затоа што пионер сум во Македонија, например, со овој дел. Има некои така што исто така се обидуваат НЛП-то да го воведат. Се извинувам што ќе прекинам. Што е точно пионер за? Пионер, оној што го трасира патот, нешто ново што воведува кај нас. Нешто ново, баш ново. И да речеме, има и некои други што се обидуваат, но јас не се обидувам, јас тестирам. Затоа што обидот може да да биде подлежен и на нешто да не превземеш и да не направиш, и ќе имаш изговор дека и па јас пробав, ама ништо. Не, јас само тестирам, истражувам, за да дојдам до мојата, да остварам мојата мисија. Чекор по Инаку чекор. целите, чекор по чекор или што ви рекле едно по едно. Чекор по чекор, како мисловен образец, еве, практично. Ајде. Чекор по чекор, како една лингвистика, ни пренесува информации дека кога чекориш чекор по чекор, носиш тежина со тебе. А кога одиме едно по едно, јас си остварувам, Леле, тогаш е веќе нешто полесно. Супер. Јас само го користам овие денови, само чекор по чекор, ама еве сега едно по едно. Толку и се остварува. Јасно. Ете практична Да. примена и оно што целите ги остваруваат моите студенти се огромни, мислам многу бројни се целите што ги оствариле досега. Посебно оние студенти кои што почнале и од помала возраст, сега веќе и завршиле и средно, и некои се и матуранти, некои се на факултет, ги оствариле своите цели, ги оствариле своите соништа, некои тежнеат уште кон нив, односно целат поточно. И тоа ме радува што се наоѓаат самите во тој процес, што постојано, верувајте, значи баш онака се исполнети, тоа е многу важно, да во одреден период кога чувствувале празнина, точно знаеле што во тој момент од празнината да излечат за да ја постигнат, да посегнат по целта која што сакале да ја постигнат. Тука си моите ќерки кои што и еве третата е на патот, една од тие за кои зборуваме и таа. А другите две веќе си се реализирани во нивната кариера, па и во нивниот љубовен живот, што ме радува, и буквално во сегментот на семејството, дома како ќерки, да не речем, и како личности кои што се реализираат на секое поле. Супер. Прво дома и после понатака. Тоа многу ми се допаѓа. Апсолутно. Пример, дали кога почнуваат студентите, веројатно помлади, дали родителите се тие кои што прво ги запишуваат или повеќе од детска иницијатива или од младите? Кој иницира тука и исто под прашање тоа е дали родителот работи паралелно со детето и дали понекогаш има некоја одбивност од родителите, пошто мислам претпоставувам дека има, ама ете која е таа одбивност што даваат родителите и како се справуваш со неа? Мапата не е територија. Едно од основните аксиоми во НЛП-то, односно секој има своја мапа, свој мајндсет, свои уверувања и јас го почитувам сето тоа. Тука е комуникацијскиот дел каде што го хендламе сето тоа за да можеме да го надминеме. Се е во умешноста, да. Почетокот можеби децата, додека се деца, тие реално имаат проблем. Имаат проблем во комуникација. Кога не можеме да се изразиме, ние не можеме да ги материализираме нештата кои што се случуваат во нас. И многу често се случува кај децата да се создаде
и викање, и кај тинеџерите, например, бунтовно однесување ние гледаме само и родителот гледа дека тинеџерот не прифаќа одредени работи и се бунтува поради тоа. И никогаш не навлегува во проблематиката и ќе препише се на пубертетот или тоа му се годините. Значи, тоа е пикање на работите под тепих, само работата е кога ќе излезат на виделина. Оно што е потребно е да се разговара. Има иницијатива некогаш од родителите кои што навистина гледаат дека има некаков проблем, некои велат предизвик и многу е експлоатиран тој термин предизвик. Предизвик е предизвик, проблем е проблем, да не се лажеме. Значи си има разлика помеѓу предизвик и проблем. И кога ќе види, кога ќе забележи родителот, знае родителот сам да побара помош. Си имаме ни индивидуална средба, имаме консултација, каде што разговараме за сето тоа и почнува детето веќе кај нас, доколку е мало, доколку е тинеџер, може да пројави и детето отпор затоа што родителот пројавил иницијатива. И сега тинеџерите најчесто нели се бунтовни, се спротивставуваат и може првенствено да изреагираат на начин бидејќи не сме разбрани што е, не сум разбрана, кај НЛП е нешто вау, ворете се со мене што барам да одам на психолог. Јас психолог не сум. Значи јас сум само педагог, применета психологија, психокоуч сум, значи кој што на практичен начин ги изведува, практичар сум едноставно, практично се справуваме со сето оно што ни е тука кај нас. И сега, од типот, па јас сум се во ред, што барам таму да одам и така натаму, има такви, значи има некои што си доаѓаат супер, а има некои каде што ќе најдат на таков проблем. Зошто? Повторно ќе кажам, затоа што сакаме да се вклопиме во средината во која што живееме. Сакаме да бидеме дел од системот. Се што е надвор од системот не прави неприфатени од средината и не блокира. Иако сите имаме потреба од вакво нешто, ние сите зборуваме за тоа што ќе кажат и живееме за тоа што ќе кажат другите. Кому му е битно што ќе кажат другите? Дали тој соседот или тој што е денес, а утре можеби нема да биде, ќе ми донесе мене добро да се согласувам со детето? Ќе ми донесе мене мир, првенствено сам со себе, или мир на детето и да се справи со одредени проблеми или предизвици на кои што наидува? Мислам, навистина, во тој дел, еве, апелирам до сите да се охрабрат и да направат чекор. Сега, кога ќе го видат, кога ќе почнат да го гледаат бенефитот, кога ќе се охрабрат веќе и ќе дојдат, кога ќе почнат да го гледаат бенефитот од првата средба, што се случува, како менуваме ние навики, првенствено навики на однесување, кои што навики не ни носат добро, туку напротив ни прават да скршнеме од онаму каде што се движиме, од нашата посакувана цел, од тоа што сме ние. Тогаш веќе, значи кога ќе го видат сето тоа како бенефит, ќе речат кај бевме ние до сега, или има и такви кои што ќе го поминат, да речеме, целиот тренинг и на крајот ќе речат овој дел не го работевме, а види кај него каков сега некој друг повеќе напредувал, како тој напредувал, штета што ние не работевме и така да ќе се стремат па и тие да работат. Да, а родителите ги вклучувам во целиот процес, затоа што се посебно на помала возраст, затоа што се дел од самиот систем и тие работат заедно со детето. Сега не со тој интензитет, меѓутоа секако се запознаени и пожелно е да применуваат, затоа што кога ќе земете едно стапче, тоа многу лесно ќе го скршите. А ако земеме повеќе стапчиња, тие некако тешко се кршат. Значи, ако само една единка направи промена, таа ќе биде повторно подлежна на средината и ќе се скрши. А кога ние ќе бидеме како систем на вредности во семејството, кој што е основната карика, и ќе знаеме каде движиме и што правиме, свесно
ќе работиме сите едни за други, тогаш веќе никој ништо не ни може. Се согласувам, во право сте и тоа дека прво примарно е семејството, особено односот родител-дете, мајка-ќерка, мајка-син, татко-ќерка, Апсолутно. татко-син. Си сносат, примарно е таму како бази, после понатака образование, здравство и сето Така тоа е. друго. И сега ми објасни како нели НЛП-то си влијае прво на личноста, па на семејството. И сега како тоа може да се примени во образование? Примерно. Дали може? Сигурно може. Апсолутно. И дали има надеж дека можеби некогаш во следниве 20 години во Македонија ќе видиме дека се применува барем малку од тоа што се работи во НЛП-то. Да, секако дека има применливост и тоа голема применливост, посебно во комуникацијскиот дел, затоа што го знаете, го знаеш, и јас се обраќам на целиот аудиториум. Слободно. Да. Она на Ајнштајн дека сите не може да бидат исти, дека не можеме да бараме нели рибата да се качи на дрво кога таа плива во својата природна средина и секој е со своите индивидуални можности и способности. А програмата е таква и учебници, значи се е наменето за ето така генерално за сите. И ако појдеме од тоа дека ние информациите ги примаме со нашите 5 рецептори, 5 сетила, репрезентативниот систем, нашиот вид, слух, аудитивниот дел и кинестетички, допирот, олфакторно и густативно, значи мирис и вкус, тогаш секој од нас има еден од овие доминантни канали како ги прима информациите. Според доминацијата на тоа јас како ги примам информациите, значи според доминацијата на мојот доминантен канал, зборувам на мојот репрезентативен систем, јас најлесно учам. И тоа е основното нешто што во системот може да се имплементира. Како да учим? Значи, секој наставник, секој професор, секој професори на универзитет зборува, би требало да има основно познавање. Според кога ние ќе се видиме, значи ние во НЛП-то, например, имаме и такви вештини да знаеме кој е на соговорникот доминантен канал на прием на информации, за да знам со кој зборови јас првенствено него да му се обратам за да ме разбере. Значи, комуникацијата е да се разбереме. Комуникацијата не е да се казнуваме. Комуникацијата не е него прави ова. Затоа што еве во образованието, уште сме на образованието, прво уште во основно, првично што е, ајде воведуваме правила на однесување во училница. Супер. Ајде, почнуваме. Не фрлај отпадоци, не трчај. Феноменално. Арно, ама, нашиот мозок ја нема таа способност. Јас сега ќе ви кажам, не размислувајте за шарена топка со која се игра во вода на море. Вие не само што, вие плажа ќе направите во вашиот ум. Значи, не. Негација, нашиот мозок не препознава. Затоа што прво мора да го направи тоа, за да знае што му е забрането. И наместо не фрлај отпадок, би било фрлај го отпадокот на одредено место. Фрлај го отпадокот во корпот. Не трчај. Оди полека. Значи, не се туркај. Прво што ќе направи ќе се турне. Не трчај по скали и вели, стопати му кажав, тој и по скали трча. Пат нормално, ма ти му кажуваш да трча. Значи, оди полека, внимателно симнувајте се по скалите. Одете еден позади друг, следете се еден со друг. Тоа се основните правила. Не зборувај додека другиот зборува. И имаш мислам. Значи, ајде да молчиме, за да го слушнеме тој што зборува. Веќе даваме една поинаква порака. Се во ова треба да е едукација на секој наставник. И ова треба да се имплементира уште на педагошкиот факултет.
ако мене ме прашате. Има иницијатива во Србија, во моментов е таа иницијатива во приватните училишта, бидејќи имаат слух за вакво нешто, иако јас некаде сум отишла кај нас во приватни училиштата, каде што сум предложила вакво нешто, Прифаќам. дури да се воведе и како, можеби како предмет, првенствено како некоја обука, како некој дел на самите ученици кои што се во приватните гимназии. Зборам гимназии, генерализирам за да не именувам приватните средни училишта, додека во Белград веќе се прифаќа концептот да се воведе во програмата на приватните училишта, почнувајќи од приватните основни училишта, средни училишта, затоа што е ова основната алатка која што многу ни го олеснува нашето секојдневие. Феноменално. Многу преако. Ајде, веројатно и кај нас некојаш. Да, а да не зборуваме за техниките на учење. Значи да не зборувам, затоа што јас ги работам и техниките на учење, ги работам со имплементација на НЛП-то. Значи лева, десна хемисфера, како да ги активираме, сето тоа како да го активираме, фокусот истовремено, бидејќи сум и тренер за mindfulness, нели, сето тоа е имплементирано и вие не знаете, на почеток кажав дека за 3 минути беа буквално потребни да се научи стихотворба, од да се меморира, зборувам, иако сум против меморирање, сувопарно, тоа е мој личен став. Значи тоа е зададено, ние го поминавме за 3 минути стихотворба од 3 строфи, која имаше по 4 стиха во секоја строфа. И беше беспрекорно научено, и тоа со смеење. Значи тоа беше забавно. И токму тоа може да се имплементира во образовниот систем. Значи, НЛП или невролингвистичка практика не само што помага на индивидуално ниво, туку може буквално во секој систем како што свати да се имплементира. Апсолутно. И сега ми спомна НЛП, и јас со mindfulness сум тук таму запознаена нешто, ама сакам да ми кажеш што е mindfulness? И како почна, прво НЛП беше така, па подоцна mindfulness, и како сакав коуч. Да. Психокоуч беше. Да, и Добре. после сакам да навлеземе и во пример сертификација, како се, на кој начин се стекнуваат сертификатите, дали е онлайн, колку е легитимно? Акредитирано е, Мгм. да, од институтот во Берлин, значи сите програми ми се акредитирани. На институтот во Берлин, слободно може таму да се оди и да се провери, мислам, на онлайн. Инаку, да, сите обуки одат онлайн, затоа што некои велат убаво е физичко присуство, и јас сум за, дефинитивно. Меѓутоа, луѓето што се во внатрешноста, луѓето кои што се од странство, сега јас во моментов имам клиент од Лондон. Нели? Од каде? Не, на тој начин јас некако ги дискриминирам, така јас го чувствувам, тоа не мора да значи, но јас го чувствувам така дека луѓето од внатрешноста, првенствено кај нас во Македонија се дискриминирани, а имаме и многу иселеници кои што живеат во странство, и навистина им значат вакви обуки. И затоа и нив ги инволвирам во целата моја пракса. Mindfulness е првенствено свесно живење. Затоа што ние што правиме? Тоа е се поврзано со НЛП-то. Значи, во mindfulnessот е и НЛП и коучинг заедно. Ние се вклучуваме на автопилот. Стануваме. И како што ви реков, одиш, миеш заби, се спремаш, чешлаш, шминкаш, нели? Кога веќе сте девојки, жени, си се шминкаш, си се подготвуваш, облечи се и терам. Знам, ова ме чека и поред си ги правам јас работите, ама така сум си вклучена на автопилот, што мене ме носи во една удобна зона и мене е скрос окей. И доаѓа некој момент да јас не се чувствувам удобно. Значи, се ми е подмирено, се ми е супер, а нешто не ми штима, нешто не ми оди. Што е работа? Е автопилотот е работата. Значи, од таа преголема удобност во суштина, ние толку несвесно ги правиме работите, што не се слушаме што ние сакаме. Дали тоа навистина го сакаме?
Например, јапонците, кинезите, тие на 5 години менуваат професија. Затоа што се јавува за презаситеност, тоа толку преминува во таква навика, во една рутина, што е тоа толку здодевно, нема напредок личноста. Затоа што единствена постојана работа, непроменлива работа во природата е токму промената. Значи, колку ние и да се трудиме, да не менуваме ништо, мислејќи дека е тоа, тука ми е сигурно, нас не ни е удобно во таа зона. И не подлежиме на развој. И морам тука да се надоврзам дека ние како тело, физички и биолошки, ние цело време се променуваме. Пример, сега да одам крвта да испитам и да одам за 5 минути да крвта да испитам, ќе бидат различни два различни параметри ќе излезат. Апсолютно. Така што од биологијата да почнеме понатака после да применуваме на психичка основа. Така е. Ние сме систем, ние сме систем од емоции, од мисли и од тело. Физикус, нели, физиологија наша. И буквално се менува. Ние не сме исти од почеток на подкастот, додека излеземе, сосема различни ќе бидеме, а до крајот на денот и да не зборуваме. Значи, се менува. Се менува. И целиот тој комфор ни создава една неудобност. Од друга страна пак, имаме мултитаскинг, имаме преголема ангажираност во проекти, преголема оптовареност, мислејќи дека ако ние работиме многу, ние сме успешни личности. Не. Значи, веднаш ќе кажам не. И од искуство ова го зборувам 100% сигурно. Не. Моментот е колку себе си се слушаме. Ние додека трчаме за сето тоа, да го сработиме, мислејќи дека ќе стекнеме поголемо богатство, ќе стекнеме повеќе пари, луѓе, парите се трошат. Со парите се троши нашиот организам. И имаме годишен одмор. И доаѓаш на годишен одмор и првиот, вториот ден добро и почна после, глава ме боли. Бе, чекај, овде нешто сум здрвена. Што ми е нешто не... Тоа е што не си го слушал телото, ниту си слушал пораките што пропратно си ги пропуштил трчајќи по проекти и по не знам што, да се видиш со овој, да се видиш со овој, се си ангажиран и као тоа ме прави успешен. Си се запоставил некаде себе си, вклучен на автопилот, друг те пилотирал и кога ќе легне организмот, веќе рековме, ние сме физичко тело, емоционално и умствено. А кога сето тоа ќе дојде во една фаза на мирување, тогаш се што било под тепих одеднаш, почнува правта да се крева. Токму тука има и биолошко објаснување позади тоа. Моментот кога цело време сме под стрес, реагира нели симпатикусот. И во тој момент цело време имуниот систем се бори. И моментот ние кога мируваме и тоа е окей, сега можам да се разболам. И он во тој момент, во тој момент се разболува. Така е. Се разболуваме и во момент кога се префорсираме. Значи не знаеме да застанеме и нон-стоп нешто работиме и почнува и грло, глава, температура крена. Од кај бе оваа температура? Па човек мораш да застанеш, да се одмориш, значи треба одмор. Легни си, почекај 2-3 дена и ќе помине. И тоа е тоа. Дали ова е дефиниција примери за бърнаут? Пошто едно прашањето ми беше и бърнаут. Или огорување, подгорување. Да. Не знам како да го преведам. Да, баш горење. Согорување, што би рекле. Затоа што трчајќи по дури неочекувани, значи сакаме да постигнеме нешто многу. Постојано работиме и постојано, значи глава ме боли, ништо не ми е, тоа ќе пројде. Значи продолжувам, имам многу висока цел да постигнам, имам феноменална мисија и правам, мислејќи дека ќе ми донесе феноменален резултат. И одеднаш туп надворешниот фактор на мотивација го нема. Затоа што или не ја дојдеш соодветната награда која што си очекувал, или нешто работава не ти оди како што си очекувал, не си ги добил парите што си ги очекувал, не ти се развил бизнисот како што си го очекувал, како ти што си очекувал, одеднаш доаѓа тоа согорува. Значи прегорува. И желба и се и почна разочарување. Значи прво се јавува разочарување.
чекај, па јас се направив, па вака, значи доаѓаме до улога на жртва. Па јас се направив, па зарем вака да ми се врати сето тоа, па зарем јас ова го заслужив и почнувам. И почна да се демотивираме и почнуваме да телото ни кажува дека ни е тешко, да си легнуваме, да ни е... Буквално не гледаме мотив, нема волја, ништо да направиме. Дури има случаи кои што од кревет не може да се поместат. И како тоа Поради да се таа реши? голема разочараност. И како може тоа да се реши? Се решава, сега во зависност од тоа, нели, во кој стадиум е. Прв стадиум. Ако навремено го видиме сето тоа и не дојде до вакво нешто, може, значи, со mindfulness, дефинитивно, што значи тоа? Тоа значи фокусирано, да речеме, првенствено дишење. Тука се одредени медитации, водени медитации, кои што ни вршат обновување не ставаат во мир, и вршат обновување точно на деловите кои што се преоптоварени. Има одредени техники, тука се и НЛП техниките и коучинг техники кои што помагаат за сето тоа. Првенствено, како што кажав, е фокусираното дишење. Значи фокус на сопствениот здив, затоа што ние дишењето си го сметаме здраво за готово. Дека ни е дадено така да си дишаме и се ни е тоа супер. Ајде да се фокусираме, да видиме, за да се смириме. Значи да дојдеме во една состојба на мир. И потоа веќе се работи на одредена проблематика во, да речеме, во менување на мисловните образци. Што е тоа? Кое верување ме донело до тука? Затоа велам се е поврзано и поврзано е со НЛП-то. И ги гледаме да ги наблюдуваме работите токму такви какви што се. Без да проценуваме, без да просудуваме, без да лепиме етикета. Затоа што ние имаме таква навика да си лепиме етикета. Mindfulness-от не учи токму тоа. Да ги наблюдуваме работите токму такви какви што се. Значи без процена, без предрасуда, без некоја приказна интерпретација што сме ја слушнале од некого или од сопствено искуство. Например, ова е растение што е тука и толку. И има листови. Толку. Арно ама, што се случува? И како е види како ти тргнало растениево, види па зелени листови пуштил. Знаеш дека ова растение носи пари. И го купуваат за да им носи пари во бизнисот, да им носи пари. Оп, имаме тука. Одам од тука и викам, мене ми требаат пари, чекај да видам јас колку е тоа, може ќе ми донесе. Па уште ако стои во некој ќош, лево, десно, ваму, наму, свртено, не знам какви верувања имаат, луѓето, окей, се е тоа окей, меѓутоа тоа е се интерпретација. А ние така си сакаме, да си интерпретираме. Некого ќе го видам и ќе му залепам етикета. И ќе почнам да си проценувам, да си просудувам по неговиот разговор. И тоа е повторно поврзано со НЛП-то, мапата не е територија од една страна, а од друга страна со mindfulness-от, кога наблюдувам нешто такво какво што е. Пред мене е девојка, која што има смеѓа коса, има кафеави очи, има долга коса, го води подкастов и многу ми е пријатно со неа кога разговарам, тука додадов интерпретација. А додека зборувам само дека е девојче, пред мене со шишки, смеѓа коса и води подкаст толку. Тоа е опис. И кога така ги наблюдуваме работите, ние немаме емоција. А кога јас додадов и баш ми е пријатно, јас веќе ја додадов емоцијата. И нашиот ум многу сака да ги лови тие емоции. Значи дава мисла и емоцијата кога ќе се фати за таа емоција, тука настанува бурата. Дали таа е стрес, нели, предизвикува одредена ситуација кај мене стрес, затоа што искуството со тоа девојче, можеби, или слично на него, можеби мене не ми било пријатно во даден момент. Сега кога ќе видам такво девојче, веднаш, топ, таа е таква, или не ми е убаво кога разговарам со појма немам зошто. Зошто? Затоа што проценуваш. Затоа што просудуваш, затоа што му дозволуваш на твојот ум да носи, да ти нуди лингвистика која што тебе не ти носи добро. Ете, тоа е mindfulness, значи да ги наблюдуваме работите токму такви какви што се.
без проценување, без просудување, без носење заклучоци, туку едноставно такво какво што е. Работата, окей, не ми успеа. Не успеа. Некоја работа, посебно кога ќе дојдеме во една мета позиција, кога ќе ги наблюдуваме работите, да не навлегуваме во нив, туку кога на некој најдобар другар што му се случиле, веќе тука наблюдуваме без емоција. И оденовте mindfulness и сега психоматика. Психосоматика. Психосоматика. Да. Добро. Да. Психосоматика. Се се надополнува и надоврзува едно на друго. Што е психосоматика? Јас нешто читнав, ама сакам и од тебе објаснување што е психосоматика и како како тоа во пракса изгледа. Се уште сум, нели, таму како студент на психосоматика, тоа е се поврзано, значи и НЛП-то и mindfulness-от е поврзано со психосоматиката, затоа што во mindfulness-от и во НЛП-то ние ги слушаме пораките на нашето тело. Ние знаеме дека ние сме уште еднаш би се повторила ум, тело и емоција. Значи, се што доживуваме физички, на физичко ниво, кога ќе се случи некоја, да речеме главоболка, и некој има постојани главоболки, и ние што правиме? Најчесто посегнуваме по нешто да не смири и супер, ние го лекуваме симптомот. Значи, го лекувам симптомот. Односно, ја лекувам последицата на нешто што ја предизвикало главоболката. Тука се оди на коренот. Што е тоа што ја предизвикало во суштина главоболката? Затоа што ние можеме, нели, да најпрост пример косата, јас ќе ја сецнам, таа пак си расте. Се додека него најдеме ние корено, да го искорениме сето тоа, од каде потекнува. Значи, главоболката ми е симптом. Океј, каква порака има оваа главоболка за мене? Што ми порачува? Што правам јас нешто што ми се јавува оваа главоболка? Што е нешто што постојано повторувам? И треба да тргнеме од тоа дека повторно е НЛП-то, дека секој еден од нас има добра намера. Нели? Затоа велам се испреплетено и само се надоврзува и се надградба едно на друго. И не би била, како да кажам, не би сакала да ги оштетам моите клиенти, да ги оставам со пооскудно знаење и информација, и затоа одам јасна дополнителни едукации како би им овозможили и тие да растат заедно со мене. Ние сите заедно растеме. Значи, што е тоа во суштина? Кога знаеме дека се има добра намера, секој еден од нас има добра намера. Која е добрата намера на главоболката, човече? Како може на главоболката да има добра намера? Блиско до памет, што трескаш глупости. И во еден момент може да се фатиме дека ние сме се пренапнале со нешто, некоја мисла, некој текст, учење или нешто баш сме си удриле форса, што би се рекло. Главоболката е можеби само знак кој се јавува со добра порака дека треба јас малку да си дадам пауза, затоа што во паузата се случува едно феноменално нешто, каде што знаењето, ако учиме, например, знаењето доаѓа до да се склопи некако во мозокот кај нас и да си завземе свое место. Да легне, што би се рекло, да, ти благодарам. И, значи, на тој начин му овозможуваме за понатаму да продолжиме со работата. Значи, чисто аларм еден. Тук што свети и ми кажува. Ако секој од нас има добра намера, тогаш ајде да видиме која е таа добра намера. Дефинитивно исто и лутината и бесот, сите имаат некаква добра намера, укажуваат на нешто. Апсолутно. Па така и симптомите, дали не само на бърнаут, ама и на сите болести. И лутината и бесот, значи сето тоа ни се јавува и ние знаеме да кажеме, многу е лут, и етикетата тука ја лепиме, и реко mindfulness-от, по дефолт, ово е многу срамежлив, ово е многу лут, ово е бесен, ово избувлив е. Тој не е избувлив. Значи, тоа е првото нешто што го учиме во комуникацијата кај родителите со децата. Тоа истото во образованието кај наставниците. Ние лепиме нечие однесување за некого.
тој не е бесен, значи тој не е во моментот избувнал поради нешто. Што е тоа што го натерало така да реагира? Значи реакцијата или некое однесување го лепиме директно на личноста и личноста е тоа. И после тука имаме навреди и тука имаме булинг. Значи се толку добро поврзано, тоа е нешто неверојатно и затоа се работи тука буквално секој сегмент. Значи конкретно на бесот, која е причината поради која настанал бесот? Значи ние ќе се смириме, окей, или чувствувам лутина, или стрес, нешто, голтни си јапче, супер. Мислам, тоа е само симптомот. Окей, да те смири во даден момент. Меѓутоа, треба да точно да знаеме што е тоа што го тригерирало, за да се јави таа реакција во одреден момент. Или зошто некој реагира на некого со така силен, баш онака силен ефект, силно реагира. Дали е тоа во зборување, дали е тоа во однесување, непожелно во секој случај. Меѓутоа, можеби не е тоа човекот што тригерирало. Можеби имал некој инцидент некогаш во детството што тоа го асоцирало и го предизвикало таков, не знам, наплив на емоции или на зборови навредливи и така натаму. Огромна улога за овие игри нели самодовербата. Да, апсолутно. И јас секогаш се поставам прашање дали е стекната или вродена. И сега дали е стекната или вродена, бидејќи играат огромни клучни фактори, рековме, родителите, семејството, понатака образованието, социјализацијата на улица, на секаде кај што се наоѓаме. Сега, дали ние се раѓаме со неа или понатака ја стекнуваме? Според мене, на некој начин и двете, бидејќи тука и само активноста на личноста. Што понатака можеби ќе се активирам, но можеби не. Што е твоето мислење на тоа? Многу ме интересува. Јас само ќе поставам прашање како коуч. Ајде. Имавме баш на средбава сега што беше со тие што се едуцираат кај мене, возрастните зборувам, едукаторите, НЛП. Токму ова ги прашав и прашањето, одговорот беше дека самодовербата е стекната. И да, има подвоеност на мислењата, дека е некои дури тврдат дека е стекната. Јас оно што ќе го поставам како прашање, па носите заклучок сами. Дали има поголема самодоверба од таа кога бебето, јас сум проделила на 8 месеци, некој проделе на 10-12. Која е таа самодоверба? Кога тоа 8-месечно бебе, 10-месечно бебе, 12, ќе застане на собствените две ножиња и ќе проводи. Која е таа самодоверба? И на сето тоа, знаете што? Прво поверувал тој што му вели од спротивната страна. Ајде, браво, така е, браво, можеш, родителот. И кога родителот ќе има таа доверба во собственото дете, кога тоа дете ќе стане, веќе момче, девојче, па потоа, значи тинеџер, млад, јас мислам дека тоа е најголемата поддршка што можеме сами на себе да си ја дадеме. И ние во НЛП-то исто така имаме една моќна алатка која што може секогаш да не врати токму во тој момент кога сме имале таа самодоверба и кога сите верувале во нас и да си ја донесеме токму тука и токму сега еве предизвик за секој што слуша. Тоа е многу добар пример. Јас се најжив. Да. Значи тука уствари е и вродена и стекната и од се помалку. Значи кој е таа самодоверба? Јас затоа оставам еве отворено. Тоа е дел од коучингот, така се работи на коучинг, да видите, ете и тој сегмент, бидејќи и за тоа прашуваат. Предобро. И сега, пример, некој ако сака да оди кај тебе на консултација и модули да ги пројде, прво, што се состојат модулите во НЛП-то конкретно, или што конкретно да работиш моментално, кои се програмите и кај може да те најдат?
Да ме најдат, значи може и на веб страната invictu.mk, можете да ме најдат на irena.d.hristov Ќе на ги оставиме Инстаграм. линкови. Ете Да. така, добро. Може слободно и да се јават на телефонскиот број. Сега за сега велам работиме индивидуално и во група, работиме на Zoom. Сега за сега сме онлайн. Со тоа што секој кој што има потреба да се сретне со мене, остварувам и физичка средба. Значи, секој оној, пак ќе речам, оној што е доминантен кинестета, со доминантен репрезентативен систем, на него му годи да се видиме и секако дека јас сум тука секогаш за клиентите. Работиме, сега се тренинзите за тинејџери во моментов актуелни, стартуваме од 16, сега од сабота. Почнуваме со мотивација, креирање на цели, тука не е само довербата. Потоа одиме на техники на суперучење, НЛП и техники на суперучење, умствените мапи, управување со емоции. Комуникацијата ни е заедно со самодовербата во истиот модул и некако не би ги ограничила, некои ми велат дали може посебно. Секако дека може посебно. Знаете, потоа ќе дојдете и на наредниот и на наредниот, ако не сега ќе дојдете наредната година. И само ќе кажам дека една ластовица не прави пролет. Доволно е да ја пуштите тоа и чекор напред, да почнете, да направите чекор, ќе видите каков бенефит би имале сите вие што би се вклучиле, нели, сите тие што би се вклучиле во себе ова. Исто така сега оди и тренингот за едукатори и родители, исто НЛП тренингот. Веќе од февруари почнуваме повторно со mindfulnessот. Mindfulnessot може да оди дури и како работилници. Коучингот е постојано, секој ден. Значи се среќаваме индивидуално на Zoom, во зависност од темата која што ја има клиентот, тоа го работиме. Работам и со тинејџери коучинг, работам и со родители и тоа е пожелно да, дури и со деца, и кога многу ми е интересно, јас имам проблем родител, јас имам проблем со детето, јас би сакал да работите со детето. Оно што можам да го кажам е дека најчесто, ајде да не кажам секогаш, најчесто треба прво да се работи со родител. И затоа работам и со родител, барем една средба за да видиме кај сме, што сме, како сме, за да можам и со детето или со тинејџерот. И младата личност. Смеам да прашам што понатака или тоа ќе биде така? Дали мислам сигурно ќе си продолжите ви да терате вака, ама дали има некои идни планови кои што може да ги откриете или? Има нешто, се подготвува. Значи, освен прирачникот кој што е сега излезен и е нели фри онака да го симнат. Дневникот, поточно за среќата, да. Прирачникот за фокус е тоа, ја што велам, да се дефокусираме од тие негативни мисли со кои што сме бомбардирани, чисто да умееме да научиме да практикуваме, да почнеме да ги забележуваме и убавите работи што ни се случуваат. Веќе понатаму во подготовка се да се спастрат сите тие материјали за дневник на емоции. Ете, тоа ќе биде наредно што ќе излезе, конечно. И поред понатаму сите книги. Едно по едно. Поред, затоа велам едно по едно, да, се ќе биде. И верувам дека допрва се отвараат убавите работи, како за младите, и среќна сум и радосна сум, благодарна сум што можам да работам со оваа млада популација. Многу мина ми велат како можеш баш со нив најтешки се, мене воопшто, јас сакам да ги фатам, не ми теше, што знам, не ги мерам така. Мене ми е задоволство да работам со нив, затоа што го гледате успехот, го гледате ете, јас го гледам лично напредокот и кај родителите, и кај децата, и кај младите, и кај тинеџерите.
ќе кажам, и дури и со било какви семејства, во било какви семејства. Иако е, значи, со еднородителско семејство, иако се двајца родители, сум имала случаи и кога се во недоумици околу, нели, бракоразвод и разведени сега веќе, значи, секакви случаи и сето тоа тече со такви успеси на крајот и кога сето тоа ќе го видите, тоа онака баш и јас сум благодарна на сето. Супер. Сега нема да има смисла ако јас не го поставам прашањево, а Мирина, што за тебе има смисла до сега ова што го кажи, може нешто друго па што не кажеш, што не стигна да кажеш текот на овие, не знам, саат време. Ово, секогаш има јас нешто да кажам. Секогаш има јас нешто да кажам. Да порачам, би сакала навистина секој да се живее прво себе, да се сака прво себе, затоа што се поаѓа од нас. Велиме дека многу е важно обкружувањето и нели многу ми науча дури во бизнис делот, тие 5 луѓе кои што те обкружуваат, тоа си ти. Тоа држи вода. Меѓутоа, кој сум јас со сета моја аура што ме обкружува и со се што мене, јас сум обкружен самиот, внатре и надвор. Значи, дајте тоа прво да го средиме. И да се сакаме прво себе, во смисол вистински, за да можеме другите да ги сакаме. Кога човек не умее да се сака на вистински начин и да прави за себе добро, не е во можност да прави и за другите добро, ниту пак да биде соработник како што треба, значи живејте баш онака добро за мене, добро и за луѓето околу мене. Секогаш на почеток и ти ги спомна споредбите, ние единствено прво што го учиме е тоа за мотивација, дека единствен човек со кого треба да се споредуваме, единствено дете, тинеџер, што да е, родител, единствен со кого треба да се споредувам сум самиот јас. Денес да сум подобар од вчера, да сум подобра од вчера, утре да сум подобра од денес и тоа е тоа што мене ме води. Затоа што сето останато ми го попречува патот. Секогаш да имам добра комуникација прво сама со себе, сам со себе, за да имам добра комуникација со другите, да ги разберам другите. А за да ги разберам другите, треба да се разберам прво себе и се поаѓа од нас. И затоа би порачала само, да се сакате себе си и да ги сакате луѓето кои што ве сакаат вас. Супер, многу баво, има смисла. Фала ти премногу, Ирина, на разговорот. Ја би седела овдека и би правела муабет разговор уште 100 сати. И може следна епизода да направиме пак и нешто поконкретно на темиве, да разработиме уште посуштински и може да доближиме нека практика и наопрепа. Со задоволство. Некој да се мотивира од тоа. Важи. Тоа. Ти благодарам многу, Ангела. Задоволство ми беше, ужива во сето ова. Со задоволство би одговарала и на било која тема, слободно, може и месечно по една да правиме. Сега имаме платформата и може. Така што тука сум за било што и било кога. Супер. Ти благодарам уште еднаш.